Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е Зијадин Села, председател на Движењето за реформи и Демократска партија на албанците. Господине Села, претпоставувам следите што се случува на релација власт специјално јавно обвинителство. Каков е вашиот однос кон специјалното јавно обвинителство? Нашите ставови се јасни уште на почетокот кога избувна ова криза, политичка криза со прислушкувањето. Ние во првото централно собрание на нашата партија како Движење за реформи имаме јасен став. Ние повикавме во Македонија да дојдат европското судство од типот на Еулекс. Бидејќи уште од тогаш ни беше јасно дека само преку едно специјално јавно обвинителство не може да се решават политичката криза и имајќи предвид фактот дека судството е комплет политизирано и корумпирано судство имаме. Тоа е реалноста во Македонија. Од друга страна, ова има придонесено граѓаните да не веруваат во правниот систем. Единствен начин за да се врати довербата во правниот систем, нас ни треба независно судство која доаѓа од странските држави. Значи, вие сметате дека не е проблемот во специјалното јавно обвинителство, туку во судските органи понатаму кои што треба да ги процесуираат случаите? Не сметам само јас, него тоа е веќе има и неколку случаи кога специјалното јавно обвинителство, која ние го поддржуваме, нивната работа, покренува тужби, од друга страна судовите, основните судови, Скопје, не ги процесуираат понатаму. Но власта вели дека специјалното јавно обвинителство работи во соработка со опозицијата и дека не е професионално. Од каде мислите дека потекнуваат ваквите обвинувања што ги упатува власта кон специјалното јавно обвинителство? Власта нормално дека ќе се обиде да го брани овој правен систем и ова судство што го имат изградено низ овие колку има, 10 години, една деценија. И секој кој ќе се обиде да влезе во нивниот систем за да го врати правото, нормално од нивна страна ќе биде прогласен или како неспособен, или како некој што соработува со опозицијата, или некој нивен непријател. Не бевте дел од договорот Пржино, но сепак, каков е вашиот став? Има ли услови за ферм и демократски избори на 11 декември во Македонија? За жал, договорот во Пржино беше една голема игра и театар, кој граѓаните на Македонија има можност да го следат ова последна година. Нели? Зошто го велам тоа? Па нели се зборуваше за прочистување на листите. И се зборуваше дека се 300.000 фиктивни гласачи. И излезе на крајот дека така случајност и само во тие општини, тие изборни единици каде што мнозинство се албанци, избра некои 39.000, од кои 90% се албанци. Сега, тука мора, јас предпочитувам секогаш да го кажувам тоа што е право. Господин Заев сега има морална обврска да излезе и на граѓаните да им објасни. Лажеше тогаш, кога тврдеше дека има над 300.000 фиктивни гласачи, или лаже сега, кога тврди дека има само 39.000 фиктивни гласачи. Бидејќи народот има право да го знае тоа, нели? Голем дел од граѓаните се го прифатија неговиот повик и на СДСМ и излегоа, нели, на протести, дали Пржинскиот договор е театар? Според мене да. Бидејќи ќе одиме на избори со исти правила кои постоеле пред, нели, да има криза и пред да има договор, и плюс тоа се оди на избори декември, луѓе, кога од 3 часот и 4 се стемнува, значи до 7 кога треба да се гласи е темнина, од 7 па до 9 или до 10 треба да се однесат избирачките ливчиња и кутии во општинските изборни комисии. Замисли во ваква ситуација, кога поголемиот дел од лидери на политички партии, функционери, имат ризик дека ако ги изгубат изборите, ќе завршат во затвор. Во ваква ситуација, тие влегуваат во избори со одбранбен инстинкт. И замисли какви избори ќе бидат тие кога истите луѓе имат во располагање и полиција, и не знам какви други структури, и имат 6 часа темнина. Значи, тие избори, според мене,
нема да бидат само фери демократски избори. Ги споминавте протестите, споминавте дека го поддржувате специјалното јавно обвинителство. Долг период имаше протести секој ден во 18 часот. Вие не бевте таму. Зошто? Затоа што ние сметаме дека исто во договорот во Пржина и во преговорите кои се водеа минатата година, мислам дека најважно место требаше да земат правата на албанците во оваа држава. Системот во оваа држава кој е насочен против албанците. Без разлика дали СДСМ била на власт или ВМРО ДПМН била на власт. И затоа има и докази. Ево пример, на времето на СДСМ и ДУИ се случуваше Сопот. На времето на ВМРО ДПМН и ДУИ се случува Монструм, се случува во Куманово, кај Лаѓа Тримаве и класични, чисти монтирани политички процеси. Господине Села, има еден куп протести против македонците кои се сметаат за монтирани. После ќе прашате, нема проблем. Кога сме, само еден процес монтиран политички имаше кај македонците. И тој беше Љубе Бошковски. И тој денеска е на слобода. А кај албанците, овие 25 години се над 100 или повеќе. Ние ќе го поддржиме специјалното јавно обвинителство во нивните напори за да ја вратат правната држава. Ама досега, дали сме задоволни? Не. Се додека специјалното јавно обвинителство не отвара Монструм, Сопот, тие луѓе да бидат обештетени со пари и тие што го монтирале да завршат в затвор, мислам дека нема да се разликуваат, ево ќе им даваме време, од обвинителството, од другите обвинители кои работеле досега. Имате ли контакти со СДСМ за никакво предизборно коалицирање? Не. Со други помали албански партии? Многу со други албански партии да. Бидејќи нашите ставови се јасни. Не дека не сакаме да комуницираме, нели? Него ние сите знаат дека тие што сакат со нас да влегуваат во предизборни листи заеднички, мора да ја прифатат Македонија да биде бинационална. Се додека Македонија не се враќа во на природното нејзино, а природно на Македонија да бидат бинационална држава помеѓу македонците и албанците со почитување на правата на малцинствата. Тоа значи дека ви имате само етнички предуслови за влез во некаква предизборна коалиција? Не се само етнички, ама најглавни се етнички. Треба да ви биде јасно. Ние живееме експлоатирани како албанци и се земат даноците и не ги гледаме во вид на инвестиција. А тоа го осеќам сега и го гледам што се случува и како градоначалник. Дуе во централната власт со години, тоа значи дека Дуи доволно добро не се завршила работата според вас? За мене Дуи е само огранок на ВМРО ДПМН и огранок на СДСМ во зависност со која партија е во коалиција. Велите дека доколку албанскиот јазик не е рамноправен со македонскиот и дека ако немало рамноправност Македонија треба да се подели на две федерални единици со албанско и со словенско говорно подрачје. Господине Села, дали ова реално оживување на идеите за федерализација? И зошто употребувате термин кој знаете дека предизвикува револт кај македонците? Знаете што? Македонија одамна е федерализирана. Федерализирана функционира апартеид. Ние живееме како, ево ако го земате последниот пример со Хасанбек, Сингилич и Стајковци. Ден денеска ако одите ќе гледате во Стајковци асфалтирано све, а во Хасанбек уште ништо не е чепкато, нели од страна на општината и на државата. Делбата без разлика дали сакат или не сакат да го слушнат, нели македонците, го прават македонските политички партии, не албанските политички партии. Мојата изјава вие не ја читавте целосно. Нели? Како прво, многу е дрско било од ВМРО, било од СДСМ. Тие да се појават како спасители на албанците и тие кои ќе им давале права на албанците. Нема да чекаме ние некој да ни дава права. Ние не планираме од македонците ништо да земаме, него спремни сме да даваме од себе за да ги реализираме нашите права. Правата не се дават, се реализират, нели? И мислам дека јас нема да дозволам било Груевски, било Заев да се занимава со албанскиот јазик.
Со албанскиот јазик јас се занимавам, треба да се занимава Али Амед, треба да се занимава Менду Тачи и други, и сите албанци и албанските политички партии. Господине Села, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.